Па јас мислам дека стално заинтересираноста може и треба да биде поголема. Сепак сум задоволна од тоа што денеска се случи овдека. Имавме 64 превентивни прегледи во тек на 3 часа, колку што бевме активни, и имавме голема посетеност и на трибината за мозочен удар и рехабилитација после мозочниот удар. Како се движи бројката на лица кои што се заболени од мозочен удар? Дали можеби се зголемува и како се движи возрастната граница? Тенденцијата е према зголемување на бројката, намалување на возрастната граница. Значи, ако пред неколку декади сметавме дека мозочниот удар е најчест после 65-70 годишна возраст, сега годишната граница опаѓа. Мозочниот удар се почесто се јавува кај луѓе кои се најпродуктивни во најплодното животно доба, значи од 40 па до 59 години возраст. Како се движи бројката конкретно за Охрид? За Охрид статистиката е слична како и таа за Македонија. Значи во Охрид минатата година имавме 168 нови случаи на мозочен удар, а во моментов вкупно 450 пациенти имаме со мозочен удар во Охрид. Кои се ризик факторите кои што придонесуваат? Еве споминавме дека возрастната граница нели се намалува, дали можеби самиот начин на живот, брзото темпо? Да, сигурно дека самиот начин на живот, стресот, брзото темпо, неводење грижа за себе, лошите економски услови, значи социјална изолација, сето тоа придонесува во зголемување на процентот на заболените од мозочен удар, односно во зголемување на ризиците за мозочниот удар. Ке ги спомнам оние ризици на кои можеме да влијаеме во секојдневието, кои можеме сами да ги модифицираме. Значи тоа е редовно пратење и следење на сите васкуларни болести, високиот крвен притисок, потоа болести на срцето. Значи популацијата над 60 годишна возраст треба да спроведува редовни прегледи, да се откријат навремено овие ризик фактори за да правилно се третираат, со што би го превенирале мозочниот удар. За помладата популација, значи ризик фактори како што се стресот, го спомнавме, пушењето и употребата на алкохолот, кои го зголемуваат ризикот за 50% од мозочен удар, потоа консумацијата секако на други го зголемува ризикот од мозочниот удар, исто како помладата популација, неправилната исхрана и недоволната физичка активност се ризик фактори на кои самите можеме да влијаеме. Многу малку во нашите анкети приметивме дека многу малку од нашите испитаници ги спроведуваат препораките во однос на правилна исхрана, доволна консумација на овошје зеленчук во тек на исхраната, медитеранска диета или пак секојдневна умерена физичка активност. Како да ги препознаеме раните симптоми, раните знаци кои што можеби нели ќе бидат предиспозиција за мозочен удар? За соодветно и добро да биде третиран мозочниот удар и да има добри резултати од третманот, важно е веднаш да се препознаат симптомите, знаците и веднаш да се упатите према најблиската болница или единица за мозочен удар или најблискиот невролог во условиве во Охрид кои ги имаме. Значи стално кога ќе приметите слабост на едната страна од телото, на раката или ногата кои се јавиле наеднаш или се развиваат во тек на минутите или часовите кои следат, слабост или скривување на лицето, отежнат говор, отрпнатост на едната страна на телото, губиток на равнотежа, координација, силни главоболки пропратени со повраќање, со вртоглавици или нарушување во видното поле, во однос на пример губиток на видот на едното око или на половина од видното поле. Постојано треба да имаме на ум дека овие знаци може да бидат почетните знаци на мозочниот удар.